Почитувани, денес објавуваме нов скандал на власта. Како, пред очите на целата јавност, владата на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски повторно ја враќа партиската мафија во Националната агенција за европските образовни програми, која патем управува со милионски фондови од Европската Унија преку Еразмус Плюс. Пред 10 дена, поточно на 1 август, на местото ВД директор на агенцијата, без транспарентност и без консултација со Европската Унија, е назначена Ана Михајлов. Клучното прашање е што се крие за назначувањето на Ана Михајлов на чело на агенцијата, која во минатото беше токму во самиот центар на најголемиот скандал во оваа институција. Огласот беше поништен, а причините за поништувањето останаа мистерија. Ниту начинот, ниту времето на назначувањето воопште не е случајно. Сега започнуваат локалните избори, но најважно завршува истрагата за предметите што ОЛАФ, Европската канцеларија за борба против измами, ги достави до македонското обвинителство. Токму овие документи, според нашите информации од свиркачи, осомничена е новата директорка Ана Михајлова. Ова е официјалниот извештај на ОЛАФ од 2023 година, каде јасно е наведено дека постои основано сомневање за злоупотреба на над 2 милиони евра во периодот на претходната влада на режимот на Груевски, која започнува во 2016 година. Како што е наведено, идентификувани се повеќе од 50 физички и правни лица во Македонија, како и 5 земји членки од Европската Унија, сите дел од ВМРО-вската шема. Преку ВМРО-вските внатрешни кадри, вработени во агенцијата, претекували информации за апликанти и еволатори. Надворешна фирма управувала со проекти на над 15 на училишта, што представува флагрантно кршење на грант договорите. Јавното обвинителство се уште нема процесуирано, обвинителен акт по овој целосно документиран предмет, доставен на јавното обвинителство во 2023 година и повторно актуализиран во 2024 година. Од свиркачи внатре во агенцијата, СДСМ дознава дека власта прави силен притисок да се спречи истрагата на јавното обвинителство. Дали е тоа затоа што води токму до Ана Михајлов и нејзините најблиски фамилиарни и пријателски ангажирани еволуатори од ВМРО ДПМН? Прашуваме, дали ова причината да биде поништен претходниот конкурс за директор? По кој критериум е назначена токму Ана Михајлов и зошто токму сега? Дали зад назначувањето на Михајлов се крие вистинската намера на власта да ја блокира истрагата на основното јавното обвинителство и ОЛАФ? Ова е враќањето на ВМРО-вската мафија во агенцијата и јавноста очекува да го одговори. СДСМ ќе продолжи оваа тема и ќе информира јавноста за сите детали и информации со кои располагаме за овој скандал. Ви благодарам.